Враќање на рейтингот на ВМРО ДПМН и задначување со СДСМ покажуваат процентите измерени во последната анкета на Меѓународниот центар за меѓуетничка соработка. За кусо време, власта стагнира во довербата што имаше кај граѓаните, додека најголемата опозиција бележи драстичен раст на рейтингот. Реализаторите на испитувањето причината ја гледаат во преспанскиот договор. Во најголем дел се должи на договорот со Грција, односно и мислам дека тоа наоѓа подкрепа во целата анкета, дека генерално по мнозинството од луѓето меѓу 50 и 60% вкупно, а уште повеќе етнички македонци, се незадоволни од повеќето одредби од договорот, иако на крајот дел од нив ќе се изјаснуваат дека ќе гласаат за. Кржаловски смета дека може да се очекува тренд на намалување на рейтингот на партијата што ја води премиерот, дополнително после скандалите со грантово-тендерската шема на функционерите и гафовите како последниот на директорот на БЈБ Велковски. Сегашните резултати ги аргументира со тајмингот на спроведување на анкетата. Тој завршил пред скандалите да избијат. Новото мерење може да биде уште поразочарувачки за СДСМ. За аналитичарите, стагнацијата на довербата во власта се случува заради нивните преголеми ветувања уште пред парламентарните и пред локалните избори, а минимум исполнувања. Фрустрацијата која што се јавува кај граѓаните е право пропорционална со неисполнетите очекувања. Значи, колку очекувањата се повисоки, а нивната реализација пониска, толку и фрустрацијата се зголемува. Дополнително, тие гласави кои што беа кај СДСМ за 2016 или 2017, тоа се гласови на луѓе кои што повеќе гласаа против ВМРО ДПМН и власта на ВМРО ДПМН, отколку што гласаа за. Скокот на опозицијата од анкетата во мај до оваа е 3,4%. Кај етничките македонци, ВМРО ДПМН со 31,2% гласачи кои би ги поддржале ако утре има избори, доминира над СДСМ со 28,3%.